ќе одиш таму кај што си тргнал? Со празни раце? Кој ќе стигнеш кај Господа? Торба на документи. И ти рече, дај ми го документот да си го видам јас. За каков документ зборуваш, господине Чернодрински? Господ не е полицаец? Не вели два пати. Господ треба да знае се во врска со тебе и со Македонија. Ако му требаат документи, ќе му ги дадам моите очи, што попусту ми истекува по книги, библиотеки, патишта, возови и сиромаштија. Ке Господа не се признаваат очи. Очи има секој. Ке Господа треба црно на бело. Црно писмо, бела книга. Кој ќе стигнеш пред неговиот трон, на кој што тој сам седи, и решава за судбината на сите народи и сите држави, сите живи и мртви зборови, на неговата пренатрупана маса ти ќе оставиш неколку печатени работи во кои тој лично е спомнат, а ти си ги пишувал. И Господ Бог нема да остане равнодушен. Верувај ми, Господине Бистриков. Например, твојот дипломски труд, одбранет на Универзитетот во Санкт Петербург 1902 година, за популарност на македонскиот крал Марко, можеш да ми оставиш, па нека се чуди. Можеш да ми отпееш ако треба. Брате Војдане, тешко ми е да дишам, а камо ли да пеам? Видејќи не разлакано мајчиното млеко, ќе најдеш сила и ќе му ја отпееш. И тој толку ќе се нажали, што може и да заплаче ако застанеш пред него, дека од подземно грло на сет глас се провикнеш. Чернодрински, бидејќи ти пишуваш драми, не ќе е лошо да напишеш една пиеса, што ќе ми ја посветиш, поред епската песна Марко Крале ја губи силата. Нема јас што да напишам. Ти лично ќе му испееш на Господа кога ќе стигнеш кај него. Ти ја паметиш таа слика, кога Господ промече во старец, за да го казни Марко Кралета, му ја подметнал сета земја во една торба. Дигајќи ја торбата, Марко ја изгубил сета своја голема моќ. Се прашував јас, сиот мој живот, гол и бос, сакав ли да ја крена Македонија, па останав и без неја, и без силата. Јас бев во Санкт Петербург, кога ти ја играше македонска крвава свадба на Македонски во Софија 1900 година. Јас не знаев дека ти тогаш постоиш. Не знаев дека Македонија има таков лингвист што ќе ги растени нашиот јазик, нашето право на судбина. Во историјата зборот судбина не постои. Постои само рационалноста. Кога ќе се дефинира македонската рационалност, тогаш ќе биде возможно се. Историјата е лага што никој не се осмелува да ја оспори. Ти ја оспори со својата македонска крвава свадба. Јас се оспорив. Но таа ја оспори Македонија и Лиденското восстание 1903 година. И од трите збора на насловот останаа само крвта, прогоните, гробовите. Македонски беа причините за неуспехот на револуцијата. Се додека не се создаде македонско национално единство, предпоставките за македонска држава на Балканот ќе се уриваат како кула од карти. Значи, затоа ти ја книгата за македонските работи, веднаш по поразот на Илинденското восстание 1903 година на македонски јазик? Не! Ја објави за да кажам дека во Македонија ќе се случи нов балкански феномен и дека зборот револуција ќе биде заменет со еволуција, дека србите, бугарите и грците ќе престанат да се глодаат околу Македонија и ќе сватат дека ќе нема цивилизација на Балканот, ќе има само страдења. Крсте, брате, прошто. Само сакам да понесеш нешто. Во што да понесам, брате Војдане? Твојот раскошен ум. Во него нема место. Имам тумор во мозокот. Не гледаш дека умирам? Па ќе умреме сите. Кој порано, кој подосна. Само сакам да ти кажам, немој да оставиш, да не му кажеш на Севишниот, ти како носител на светлина. Немам намера никому да му кажувам и ништо. Еве веќе го допирам мракот. Овде е мрачно и мрак ме опива. Сонцето, ти и мајка ти. Татко, послушај ме.
Татко, послушај ме. Кон сонцето доде ги звездите. Кон звездите планетите. Кон планетите Создателот. Создателе, татко мој, зошто ме создаде и кому ќе ме оставиш? Кон мајка ми додаде вашата љубов. Од тоа гнездо сум испирен само јас, без брат и без сестра. Затоа кон мене не додава ништо. Сам ќе трнам каде што никој не стигнал. Уште ќе го прашам Создателот. Создателе, ќе оставиш ли твоето чедо, што ме создаде мене да умира голо, странно и босо? Создателе, ако ти има фрли еден поглед од крстот, врз татка ми крстета Петков Мисирков. Татко, кон мене не додавај ништо. Само тебе жив да те гледам. Тој така зборува веќе 6 месеци. Ова бела нарака везена кошула ја купивме на пазарот во Одеса, пред да се родиш ти. Ќе ме облечеме да ти се разбери. Петроденски бе јаболка ми ги даде една жена од Копривщица на станицата од трамвајот. Ми рече, поздрави го крстата од сина ми Михаил беби. Не сретна поучен човек од него. Сета наука на светот ќе собра во срцето и во умот и зошто за ништо! Противко, мамо, те молам. Така ми рече доктор Давидов на скалите. Може да му одвета душата во секој миг. Ако умре пари за ковчег немаме. Мамо, тој нема да умре. Ќе оздрави. Ах, синко, жива в земја давле за не се влегува. Кај кого да барам, синко мој? Кај кого да се обратам? Војната еве заврши, а само пустошат остана. Софија е полна бегалци, разменето население, болести и сиромаштија. Луѓето немаат за лепа, камоли за ковче. Крсте, љубов моја странна. Толку држави поминавме заедно, на секаде само сенки бевме. Гробнината што не може да си ја платат. Мамо, ако нема никој под сонцево да ни позајми колку за ковчег, јас самиот ќе се провикам до небесата. Господе, ќе речам, научи ме како да направам ковчег, да си го погребам мојот учен татко. Син на распарчени во гробот на историјата положена Македонија. Не зборувам за Пајто, зборувам за убиството.
Исус мислеше дека рускиот конзул и неговите деца се движат во еден пакет, а прислужниот персонал во друг. Одбивам секаква друга предпоставка, доколку тоа не е во полза на фактот, наместо вие, бев убиен јас. Господине конзуле, вие знаете колку столетија назад Македонија го упатуваше својот безнадежен од исчекување поглед кон Руската империја. Знаете? Знам! Знаете ли дека ако не беше Македонија, Русија ќе немаше од кого да го прими христијанството? Знам! Знаете ли дека во мигот, кога се слушна истро што беше упатен кон вас, јас им раскажував на вашите деца за светите браќа Кирил и Методи. Им раскажував за тие апостоли на носталгијата меѓу Исток и Запад. Знаете? Знам! Знаете ли дека македонското научно-литературно другарство од Петроград упати меморандум до руската влада за признавање на постепната македонска националност, за македонскиот јазик и за обнова на Охридската архиепископија? Знам! Знаете ли дека јас патував со вашето мртво тело, положено во ливе ковчег, од кој блескаше самоткаста на Руската империја? Тоа патување траеше 40 дена, колку патот на Христа до воскресението. Јас знам се, бидејќи смртно. Би сакал да видам што ќе беше ако Кушмот те погодеше тебе, наместо мене. Дали од лингвистичка гледна точка Руската империја ќе ја признаеше Македонија, ако не за друго, барем заради името на најголемиот император на сите времења. Александар и неговиот татко Филип исто така беше убиен во атентат. Да не зборуваме за македонските атентатори, што го прославија вашето име низ целиот свет. Дури рускиот јазик има посмени. Стрелба по македонски значи вижење на Кушмо до целта во исто време, некој да се убие ревака. Сергеј, ми убија! Ништо нема, мили татко, соземи се, јас сум сосем. Синко Сергеј, каде е мајка ти? Што тук отиде? Кај отиде? Отиде да бара. Што ќе бара и кај ќе бара? Јас сум овде. Што ќе бара? Отиде на пошта да бара, не да бара, да земе едно препорачено писмо. Од каде писмо? Од Шведска, од меѓународното седиште на лингвистичката организација, што во своето списание објавува еден твој текст на идојазикот. Не ми треба ни списание, ни писмо. Ми треба таа. Таа беше овде. Ти ја донеси испеглана кошулата што најмногу ја сакаш. И ти донесе петровденски јаболка, ти ги прате твојот ученик Михаил в Копривщица. Мајка му на Михаил и рекла на мама дека сини во својот живот не сретнал получен човек од тебе. Синко Сергеј, испотен сум. Жива вода сум сторен. Подај ми ја кошулата од Одеса. Татко, те молам покрене се да те смена кошула. Ајде, синко Сергеј, биди храбар. Пресоблечи га татка си за последен пат. Си ми кажувал за оваа кошула? Со оваа кошула ги држаш предавањата во Санкт Петербург. Знам во октомври 1903 година. Ти уште не беше роден, а бе вратен што во Санкт Петербург во придружба на еден империјален ковчег. Татко, те молам не зборај за ковчег. Ке речеш, ништо не е една кошула кога го допира смртното тело на нашиот живот, а во неа е запишано се. Ох, татко, јас сакам да умрам слушајќи твоите зборови. Синко Сергеј, единствено што треба да сакаш слушајќи ги моите зборови е да